ти си познат веќе десетина години на македонската сцена, се појави на Македонски идол, па сними неколку албуми, покрај што пееш, пишуваш и компонираш музика, постојано се движиш со полна енергија. Познат си како професорот од TikTok, па од каде ова инспирација, тите видеа, скечови, што ги снимаш? Па види, инспирација се собира од сегде буквално. Значи од секојдневието, од луѓето што ги гледаш и ги среќаваш, од случките што ти се случуваат сегде. Значи инспирација има сегде, само треба да сакаш да ја видиш и треба да имаш малце храброст за да направиш, пошто иначе многу луѓе го гледаат тоа, ама малце му е, знаеш, што ќе речи народот, па чекај сега дали да го направам ова, дали да не го направам. Јас многу не се замарам. Кој што сака нека вели, и јас битно да го направам тоа што сакам да го искажам и мене ми олесни на душата и да пробам да насмеам поќе луѓе. Така што тоа е тоа. Предпоставувам дека постојано добиваш пораки од фанови, па што најчесто те прашуваат? Што се не ме прашуваат? Што се не, значи едно најпопуларно прашање. Најпопуларно моментално е за се е врзано околу Евровизијата моментално и најпопуларното е демек до кај гласањето, победи или не победи, што направи. Му викам, појма немам, луѓе, не се знај, никој од нас не знаеме какви се резултатите, така што тоа е моментално е тоа најбарано прашање, да речем. Да. Што ти е полесно, да си тиктокер или да си пејач? Па ти кажам искрено, пеењето ми е од дете сон. Мислам, тоа е тоа што сакам да го правам во животот. Ама и тиктокот последно не ми се верва дека лани ми велеа направи тикток. Јас направив, видов што се дешава и си викам, ова заеби, знаеш, не е ништо она. Не, сигурно нема трошам време. И еве сум година дена подоцна, длабоко влезем во тиктокот и тоа го правам најчесто, ама ми е ептен интересно, пошто и снимам и видео и спотој и ова е негде измеѓу во цела приказна, пак треба да снимиш и да измонтираш, ама е малце полабаво од снимањето спотој и не знам, некако мислам пеењето секогаш ќе ми биде прва љубов, ама и ова е многу интересно. Помна дека музиката ти е баш она прва љубов од дете. Која е онаа песна која ти има најмногу легнато на душа? Појма немам, има песни многу. Не сум човек што има омилени песни, филмови и такви работи. Никогаш не сум ги гледал така работите и немам ни омилен бенд, не знам, никогаш не, остално гледам да најдам нешто убаво поќе работи. Особено кога се работи за музика, ти треба да учиш од сите и треба да пробаш да направиш нешто поново, нешто поинтересно. Можам да речам комотно дека Марија, Марија ми е од Сантана една од најизведуваните песни во животот. Исто What Goes Around од Justin, пошто со неа почнав на идолот и по неа ме памтат луѓето, да речам, и сами си ја барат секогаш и буквално мислам дека немам свирка направено без таа песна. И така што може да речиме дека тие двете ми се поомилени. Да се навратиме на Евровизијата. Како се случи да настане Супермен? Како дојде до моментот професорот дојде на Евровизија со Супермен? Па да ти кажам право, не планирав да одам. Воопшто не планирав да одам. Ама ми се јави дојчин, мислам, јас имам своји песни што беа ептени, издржани и што беа за мерак за ваков настан. Значи, буквално праени за ова. Ма некако не можев да ги видам на сцена и си реков, знаеш како, остај годинава, друг пат. Ама ми се јави дојчин, ми вели, слушај, имам нешто многу забегано и само на тебе ми текнува како забеган лик, вика, на никој друг. И му кажам, фала ти многу, брат, многу ми значи ова, што ме клаваш во забегана категорија. Ама нема врска, ојдов ја слушнав песната, пошто го почитувам човекот. Мислам, цел живот е во музиката, а немаме соработвано и си викам, мајде, знаеш, дај да видиме. И кога чув музиката, буквално одма видов на сцена и седнавме за 15 минути, средивме, тој имаш и некој текст првичен напишано и сакавме да биде така скрос лабаво, скрос едноставно, забавно и да има некоја
порака во позадина на цела приказна. Го спукавме за 15 минути, буквално мислам дека се гледа според направеното. И снимивме за секунда буквално се и го пуштивме во последен момент и ете испадна да се бори онака, дури фаворит да му е на многу луѓе. Да, дефинитивно е фаворит, посебно кај младите. А која ти е тебе фаворит од другите 5 песни? Па, шо знам да ти кажам право, Андреја ме изненади најмногу од сите, пошто не ја познав. Пример, Лара ја знаев, Калина ја знаев, Борис и Јон ги знам, мислам, Јон не го знаев баш, Борис го знам од свирчиња, ама ги преслушав сите и ги слушав, мислам, вечерта кој беше на МТВ и кој излезе Андреја пред јас да пеам, ме збуни пошто некако не знам, не очекував која видов дека која запознав во МРТ тогаш, не очекував дека ќе го испее нештото така интересно, така ќе речиме дека Андреја ми остави впечаток, Калина си прави партал секако, мислам, тука нема збор. Лара си е Лара, исто така стандард, Билов, продукција не разочарва во суштина. Така што сите имат нешто интересно, сите имат нешто убаво направено. Откако излезе листата со 6 песни кои звучат светски, неверојатно добро и кои публиката ќе има тешка задача да избере една од нив, што правеше Виктор во меѓувреме, додека се одвиваше гласањето? Да ти кажам право, уште одговарам на пораки. Никако да престигнам, а и на Facebook како било. Ама на Инстаграм душата ми излезе, никако престигнам да му одговорам на сите и ептен ми е кеф што има толкава поддршка и што толку многу луѓе влегоа во приказната, пошто крајно време беше да пркни малце македонската музика и да почнат луѓето да дават внимание на тоа што се случува во естрадата моментално. И пошто мислам не имаме естрада моментално, на ова што се случува сега во музиката, така што многу ми е кеф и нека продолжат да пишат, ќе си одговарам уште 2 недели ако треба, ама ќе одговорам, не е страшно. Так. Дали имаш во план да направиш музички спот за песната, бидејќи е многу креативна? Дефинитивно ова видеата што ги направи од МРТ беа според некакви правила на Евросонг и немавме баш простор да мрдаме, пошто беше грин скрин и ми рекоа од тука до тука имаш и гледа да не скокаш многу, ти излезиш од кадар и морам да направам спот кај што ќе можеме да се искажиме, да речем, како луѓе и јас и тие што ќе танцуваат останатите и ќе можеме да донесиме правилната енергија на песната на Виделина. Да, имате ли со тимот идеи како ќе биде сценариото ако Супермен лета за Торино? Како ќе се одвива сето тоа? Дали можеби ќе слеташ на бината како Супермен или како Кларк Кент ќе излезеш? Има многу идеи, само не би влегвал сега во раскажување, пошто не знаеме дали уопште ќе биде работата, ама има многу идеи и мислам дека дури пола да ги направиме од нив, ќе биде нешто што до сега Македонија го нема направено, така што би било за мерак кога би можел да го донесам тоа на сцена, од ова песна самата си го повлеква, си повлеква сценски настап. Не е песна што ќе застанеш и ќе ја пееш, а и реално доста е од застанување и пеење. Огромни сцени, таму една од најголемите сцени на Евровизија, ние цел живот стоиме и пееме. Не баре ова во кафичите кај што сме тука низ Македонија, па 2-3 гајбиња се клаени, па ќе стоиш и ќе пееш. Сцена огромна е, треба да се освои и би било за мерак кога би можел да освојам. Дали ги следеш критиките за песната на социјалните мрежи? Дали има некакво влијание тоа врз тебе? Стално следам се. Уште од времето на Идолот седевме, се собиравме в соби и читавме такви коментари лоши, се смеевме.
И ден денес си го правам тоа, значи си пуштам Твитер или шо и да е, читам шо се пиши и реално никогаш не ми стварало некакви чувства, пошто ги разбирам. Знаеш, то се во суштина луѓе што пишат од некои затворени, приватни или скриени или лажни профили, обично не се срекни луѓе. Знаеш, да застанам се, јас пример никогаш не би се осудил да му коментирам на некој ако нешто пример не ми се бендиса и да земам да пишам глупости за тоа. Колку и да не ми се бендиса нештото, моја работа е субјективно ќе си имам мислење и толку ќе биде. Никогаш не би, нити имам време да седнам се и да пишам на луѓе или да коментирам. Што значи, за да имаш време да навредиш некој или да напишеш нешто лошо, треба стварно да не ти е убаво животот и веројатно и затоа, така некако, барем јас така некако ги разбирам работите, и веројатно и затоа и не ме ни допира нешто такво, пошто реално тој што сака и може да направи нешто подобро, ќе направи. Тој што не може или тој што не знам, што нема попаметна работа, ќе коментира и тоа е тоа. Јас мое да си го правам моето, па кој што сака нека мисли. Да. Дали ти си најмладиот учествувач? Извини. Не. Калина е технички единствениот учествувач што е повозрасен од мене, другите се сите со 10 години помлади. Јас имам 30 моментално, на 12 прам 31, сите други се по 20, Лара има 17, мислам дека. И не знам Борис колку има, валјда е колку мене од прилика, ама другите се сите помлади. Да, мислев ако Супермен оди за Торино, дали таму ќе бидеш најмладиот учествувач до сега од Македонија? Не, уствари не знам другите како, мислам дека Марија од IQ групата е веројатно еден од најмладите учествувачи. Да. Ама јас сигурно нема бидам најмладиот. Јас се надевам на вистина дека Супермен ќе полета за Торино и ќе се вратиш со победа. Ние стискаме палци од овде. Дај Боже, то би било веќе ептен замерак. Значи и да одиш таму е замерак, пошто е настан што е стварно од луѓе што сум слушал што биле еден од најорганизираните настани во светот и то многу сакам да го видам и може да направиш еден тон контакти и да даиш се од себе, да донесиш нешто поинтересно, ама кога би го направиле ова како што треба, а можеме да го направиме, мислам дека имаме сериозни шанси да направиме, да бидиме чуени и видени. Не знам дали можеме до крај да стигнеме, ама стварно мислам дека ако го изведиме како што треба, а би го извеле, кога би биле, мислам дека имаме сериозни шанси да бидиме најслушана песна од оваа Евровизија. Да. Па ти благодарам што ме дружеше, се надевам дека ќе се видиме повторно со супер вести. Супермен вести. Фала ви многу и вас за дружбата. Извинете вака што во хаос и малце сум заспан, ама цел ден од Савајле сум по емисии, по чуда онлайн, па снимав интервјуа, па патував, па хаос, цел ден. Значи денес ти е ептен продуктивен ден. Да, дефинитивно. Ама ако интересно е, пошто не секој ден се случува вакво нешто, така што не се жалам, супер. Исплати. Така си. Фала ви многу за поканата.